Атопија е генетска предиспозиција за создавање на антиген специфични ИГ антитела и представува комплексна интеракција на гените со факторите од животната средина. Фактори од животна средина може да бидат од надворешна и внатрешна средина. Од надворешната средина тоа се воглавном зрната на полен и спори на мувла и карактеристично е што се присутни само во одреден период од годината и станува збор за времени или сезонски алергиски состојби. Факторите од внатрешната средина се фактори кои што постојат во текот на целата година без разлика на временски услови, на годишни времења и станува збор за целогодишни алергиски состојби или заболувања, каде што најдоминантен е дерматофагот од домашната прав. Тоа представува осумножен микроорганизам кој што само микроскопски се детектира, не може да се види со голо око и спаѓа во какошугата во иста фамилија. Она што е важно, дерматофагите не касаат, меѓутоа се хранат од првутот на човекот. Алергијата ја предизвикуваат со нивни продукт, тоа е фецесот, кој што се ослободува од дерматофагите и всушност тоа е аероалергенот кој што ги предизвикува алергиските заболувања. За да вирее, за да обстојува, потребна му е одредена температура во која што може да се одржува, исто така што е уште поважно одредена влажност. Потребна му е висока влажност, 75%, и идеална температура за негово обстојување од 18 до 26 целзиусови степени. Во домовите, идеални места за да перзистира овој микроорганизам представуваат душеците, перниците, мебелштофовите, плишаните играчки, завеси и всушност во овие продукти и производи што ги набројав се создаваат идеални услови за да перзистира дерматофагот. Клиничката манифестација која што може да биде манифестирана од надворешните или внатрешните аероалергени, воглавном се манифестира како алергиски ринит или алергиска астма. Меѓутоа, често пати во праксата ги сретнуваме двете состојби да се надоврзуваат една на друга. Одредени лица започнуваат со алергиски ринит, на кој што се надоврзува алергиската астма. Во однос на дијагнозата, како се дијагностицираат, она што ни е најважно кога пациентот ќе дојде на преглед, ќе се пожали на симптомите и многу е важна анамнезата, тоа се податоци, лични податоци што ги дава пациентот или во случај ке децата, родителот на детето, дали во одреден временски период од годината се јавуваат, дали детето кога ќе излезе во природа, кога шета, кога е обкружено со цвеќиња или престојно отворено се предизвикува или кога ќе легне да спие. Тоа се одредени важни информации за да можеме да се насочиме во кој правец ќе оди понатаму физикалниот преглед и клиничките иследувања, кои што може да бидат преку испитување на алергените во форма на кожни тестови или со земање на крв лабораториски да се докажат дали има одредено алергиско заболување или не. Во однос на третманот, по воспоставената дијагноза за одредено алергиско заболување следи соодветен третман и она што е разлика во однос на надворешните алергени и внатрешните. Многу е тешко да ја контролираме надворешната средина, потешки се начините да се заштитиме со аероалергените од надворешната средина, за разлика од аероалергените кои што се во внатрешната средина. Сериозно и доминантно во третманот е контрола на внатрешната средина и притоа е важно да се нагласи дека фармаколошкиот третман во ниеден случај не може да ја замени контролата на внатрешната средина. Она што е важно, со уредна, континуирана и внимателна контрола на внатрешната средина може да се намали фармаколошкиот третман и исто така влие во контрола на
алергиското заболување сериозно може да допринесе во стабилна долгорочна контрола на алергиското заболување, дури има и ситуации и состојби каде што воопшто не е потребен фармаколошки третман. Во однос на контролата на внатрешната средина, совет кој што се дава на родителите кога е дете во пациент или на возрастни единки, најважно што е во собите каде што тоа се најчесто спалните соби, каде што се престојува да се отстранат сите плишани играчки, завеси, теписи, теписони, доколку има во дневните соби гарнитури за седење со мебел штоф. Воглавном, сето она што може да се отстрани, а она што не може да се отстрани во однос на идеалните места кои што даваат можност за развој на овој дерматофаг е да се употреба, непропустливи душеци, непропустливи перници, непропустливи преслеки за мебел штофовите или за покривките. Кога станува збор за здраво живење, секако два фактори се многу важни. Тоа е употребата на здрава исхрана, здрави продукти, меѓутоа другиот фактор кој што е многу посебно важен во периодот на раст и на развој, а тоа е континуиран здрав сон со препорачани 7 до 8 часа. Дали е дете или возрастна единка, доколку во текот на ноќта нема здрав сон, испрекинат од симптомите кои што може да бидат предизвикани со респираторно алергиско заболување, како кивање, кашлање, отежнато дишење, и како може да влијае на квалитетот на животот, меѓутоа пред се ќе се одрази на неуспешноста во реализирањето на дневните активности. И медицински е докажано, кога имате стабилна и уредна контрола на внатрешна средина, тоа е користење на непропустливи душеци, непропустливи перници и може да го намали фармаколошкиот третман. Меѓутоа, фармаколошкиот третман во ниеден случај не може да ја минимизира или да ја контролира внатрешната средина. Конекцијата на тие две работи секако има значење, бидејќи клинички има значајно подобрување во однос на симптомите и секако секојдневниот живот и квалитетот на живење. Што е важно за душеците и за перниците, бидејќи воглавном за да можеме здраво и активно да функционираме покрај исхраната потребен е здрав сон. Така да луѓето кои што имаат проблем со алергии од домашна прав, секако им е потребно да користат и да спијат на непропустливи душеци за овие предизвикувачи и исто така непропустливи перници или прекривки, бидејќи ќе ги избегнат сите оние моменти на ноќно будење, на кашлање, на кивање, сите оние симптоми што се пропратни при одредено алергиско заболување, бидејќи здравиот сон, континуиран сон, дава можност за активно реализирање на дневните активности, дали е тоа дете или возрастна единка, секако многу е важно да има барем 7 до 8 часа здрав и мирен сон.